Со оформување на посебна канцеларија за млади предприемачи и стипендирање на најдобрите ученици, средношколци и спортисти, ВМРО ДПМН ќе ги стимулира младите да ја планираат својата иднина во Куманово. Како резултат на штетните политики на локалната власт, младите се целосно исклучени од јавниот живот, рече на денешната пресконференција Невена Величковска, кандидат за советник во Советот на општина Куманово од Коалицијата за обнова на Македонија, предводена од ВМРО ДПМН. Локалната власт, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, пред 4 години ветуваше дека еден од главните приоритети ќе им бидат младите и нивните можности за успешен живот во општина Куманово. Како што може да видиме, младите освен што беа искористувани за медиумска промоција на кандидатите на Социјалдемократскиот сојуз, речиси ништо друго не беше направено за да новите генерации гледаат перспектива во Куманово. Нашата програма посветува големо внимание на развојот на општината, со што ќе придонесе младите да ја планираат иднината во нашиот заеднички дом, нашето Куманово. Покрај многуте проекти од сите области, кои ќе влијаат на општиот развој, како конкретни мерки со кои ќе ги потикнеме младите ги нудиме. Проект за оформување на посебна канцеларија за млади предприемачи. Проектот ќе биде реализиран во временскиот рок од 2021 година до 2023 година и ќе биде финансиран од буџетот на општина Куманово. За да ги потикнеме најдобрите ученици, средношколци и спортисти, новата администрација во општина Куманово, во соработка со приватниот сектор и со странските донатори, ќе обезбеди средства за стипендирање на најдобрите 10 ученици, средношколци и спортисти. Новата локална власт ќе доделуваат стипендии на 20 студенти од социјално загрозени семејства и стипендии за дефицитарни струки во општина Куманово. Величковска ги повика граѓаните на Куманово да го поддржат кандидатот за градоначалник Тони Михајловски и советничката листа на Коалицијата за обнова на Македонија на ВМРО ДПМН.